Да, фала. Добар ден на сите. Власта се обиде овие 9 години целосно да ја затвори дебатата во општеството за што треба да се промени, за што треба да се прават реформи. Еве ние се обидуваме до крај, значи да ја отвориме дебатата. Мене ми е посебно драго што во оваа сала ние нарекуваме на еднакви, бидејќи сите имаат еднакво право да и нивното зборување е еднакво важно. Значи во оваа сала има многу луѓе кои што никогаш и некои не се согласувале со политиките на СДСМ или ги критикувале. Гледам дека се тука, мислам дека полека овие дебати започнуваат да изгледаат така како што ги замислуваме. Значи да има критика, да има други предлози. Отвораме врата исто така и по електронска комуникација да се праќаат и сугестии, критики, нови предлози и на мејл, значи на визијата за Македонија@gmail.com и од најкасно од утре ќе стартува и Facebook страница која се вика Визијата за Македонија. Денес нашата презентација ќе се состои од два дела. Јас ќе зборувам за која е главната цел, значи што ние сакаме да промениме на долг рок во општеството и што сакаме да постигнеме. Овој пат ќе зборувам повеќе за некои теоретски основи, бидејќи ова веќе го повторуваме секоја дебата дека сакаме да го подигнеме на нивото на дебатирање во општеството. Сакаме да излеземе од оние лични напади и да зборуваме малку, па дури и на ниво на наука, кога зборуваме за креирање на политики. Ке кажам накратко зошто е потребен вториот столб, иако тоа го зборувавме и во средата тука. Сега лаговот ќе биде повеќе од аспект на социјалната политика, што фали, кои се тие празнини кои што ќе сакаме да ги надополниме, а главните мерки ќе ги презентира Мила. Нашата главна цел е да кажеме стоп на нееднаквоста. Оваа слика, значи сакаме да ја избришеме. Сакаме овој контраст, голем контраст помеѓу една мала група која што има се, може да си дозволи Ферари, и мнозинство на граѓани кои што живеат во сиромаштија или во екстремна сиромаштија, ние сакаме значи да го избришеме. Сакаме да ја развиеме, ние со една реченица велиме, сакаме да ја развиеме збришаната средна класа. Сакаме да го вратиме доходот кај мнозинството на граѓани. Сега е малку теорија. Ако еден од сега беше доделена Нобелова награда за економија, еден професор се вика Еткинсон, беше, тој е можеби најпознатиот теоретичар на нееднаквоста, не доби Нобелова награда бидејќи неговите сваќања се премногу налево. Но ако го читате и ако читате други теоретичари, тие ќе ви кажат дека просто имате два типа на нееднаквости: нееднаквост на можностите и нееднаквост на резултатите. Нееднаквост на можностите, за ова и левицата и десницата се согласуваат дека треба да се исправи. Значи, што велат, прво нешто што треба да знаете, детерминантите на економските резултати, односно како се распределуваат резултатите во економијата, просто ако гледате, имате два начина. Односно, од што зависат од два начина. Едниот е од околностите, кои се надвор од лична контрола, например партиска книжка, семејна лоза, и вториот е напорот. Значи колку секој напор, секој индивидуа вложува напор, колку учи, колку се бори да постигне нешто на работа, колку вложува во активностите. Сега, нееднаквост на можностите има доколку овие два фактора, значи покрај личниот напор важи и вториот фактор, а тоа се околностите. Значи ако влијае семејната лоза, ако влијае партиската книжка, тогаш имаме нееднакви можности во општеството. За жал во Македонија имаме силно изразени во сите полиња нееднаквост на можностите. Тука јас сум ставил да дадам пример со доктор. Што значи пример со доктор? Ако некој за некој да стане доктор, не знам, да остане на медицинскиот факултет, потоа да продолжи да работи тамо на факултет, ако покрај неговиот личен напор што го вложува? Битно е и каква е неговата семејна лоза, или ако е битна и партиската книжка, тоа значи дека во општеството немате еднакви можности. И левицата и десницата се согласуваат дека задачата на политиките мора да биде елиминирање на ова.
Значи, мора да постигнеме еднакви можности, односно да постигнеме креирање на playing field, на поле за игра која што ќе биде еднакво за сите. За тоа нема никакви дилеми. Но сега, јас сакам да ви обрнам внимание за нешто следно, нееднаквост на резултатите. Левицата, модерната левица смета дека и оваа нееднаквост на резултатите треба да се сузбива. Зошто? Се даваат три големи примери. Значи, со ова не се согласува десницата, но ја ќе ви ги кажам и ќе ви ги образложам. Првиот пример. Дали треба да се игнорира она што ќе се случи на тоа фер поле за игра, ако е фер, од која ќе пукне стартниот пиштол? Апсолутно не, бидејќи може да дојде до транзиција, луѓе да изгубат работа, може да дојде до болести. Значи, креаторите на политиките мора да го земат ова предвид и мора да таргетираат политики кои што ќе им помогнат на луѓето во вакви околности. Второ нешто, треба да се запрашаме дали во Македонија распределбата на наградите е фер. Например, имаме работници кои што работат во полно работно време, можеби и многу часови прекувремено и неплатено за 8.000 денари, а имаме и плати од 80.000 евра. Значи, дали распределбата на наградите е фер? Ако мислиме дека не е и тука, економската политика мора да, или социјалната политика мора да реагира. И третата причина, за тоа е таму ставена со црвена, за мене е најбитна од сите. Третата е, дали денешните резултати, значи тоа денешните генерации што го добиваат како резултати или како награди, го создава утрешното поле за игра на идните генерации? Апсолутно да. Заради тоа, ние треба апсолутно сериозно во политиките да го сватиме. Например, Данска. Во Данска има мерки на економска политика кои го коригираат. За наследство од прв наследен ред, кога родители на деца пренесуваат имот над одредена вредност, тие плаќаат сериозни даноци. Зошто? Бидејќи сакаат да создадат утре фондови кои што ќе градат социјални станови на новите генерации кои што немаат такви луксузи и екстремни богатства, да им дадат барем еднаква можност за старт во животот. Нашата цел, овој графикон го повторуваме на секоја дебата. Значи, оваа збришана средна класа да ја вратиме. Значи, пред се на овие први дебати зборуваме како да го вратиме доходот кај овие групи од македонската популација која што е многу под оние трошоци за живот. Оваа дебата пред се ќе биде за оние првите три групи, 30% најсиромашно семејство, но во подоцнежните недели покрај како да вратиме доход тамо, ќе зборуваме како и тие да добијат одредени битни услуги. Здравство, образование, тоа што се темели на општеството. Како да ја вратиме средната класа? Ние мислиме дека сите оние мерки, реклами, секојдневно излегување со програми во 100 чекори, во 1000 чекори, секојдневно рекламирање на нови проекти беа само една фина маска на зголемување на нееднаквоста во општеството, на сите форми на нееднаквост. Ние мислиме дека наместо тоа треба да во општеството да изградиме 5 столбови, односно да поставиме 5 важни работи кои не само идната власт, туку било која и да е власт ќе прават во Македонија да не се случува ваква огромна нееднаквост. Односно ќе прават додат работите према едно многу пофер општество. Многу пати до сега ги зборува во детали, сега бидејќи нашиот дел во социјална политика е многу важен, нема да ги образлагам поединечно. Ќе кажам само неколку збора за овој втор столб кој што е предмет на денешната дебата. Тој се нарекува праведна распределба на доходот и излекување од сиромаштија. Зошто е потребен? Во средата, во детали зборувавме и објаснувавме како објаснувавме дека даноците и социјалните трансфери во оваа земја не ја вршат својата функција, односно не вршат редистрибуција на доходот во општеството и коригирање на нееднаквоста. Тука јасно тоа може да се види на овие графикони. Сега ќе зборувам, во средата зборувавме многу детално за даноците, што е проблемот кај даноците. Сега еве неколку работи кои што се битни, кои што треба да се знаат кај социјалните трансфери. Например, на овој графикон е објаснето како се пресметува линијата на сиромаштија. Може да видите дека сите домакинства во Македонија, ако ги подредите според доходот,
сите видови доход што ги примаат. Плати, пензии, социјална помош, трансфери од странство, земаат кредити, значи нивниот доход го подредите на една бројна оска. Медијален доход е тој кој што се наоѓа, значи тоа домакинство кое што се наоѓа точно на средина на вака подредената серија. Ако пресметате 60% од тоа, ја добивате линијата на сиромаштија во земјата. Ама линија на сиромаштија во земјата пресметана како преку приходите. Колку е таа во Македонија? Според Државен завод за статистика изнесува 5400 денари за самечко домакинство и 12280 денари за 4-члено домакинство во 2013 година. Последна година за која има податок. Сега ќе речете, оваа сума е прениска, имате право. Зошто? Синдикална минимална кошница вели едно 4-члено семејство да обезбеди неопходни трошоци за живот му требаат околу 32.000 денари. Тоа е точно. Но и по оваа линија, според Државен завод за статистика, огромен процент, или ако нивните анкети се точни, околу 25% од населението живее во сиромаштија. Но ја ви кажувам дека ако се гледа дали ова ги обезбедува неопходните трошоци за живот, не. Заради тоа и Државен завод за статистика се откажа од пресметување на линија на сиромаштија преку трошоците. Сега, што е најголемиот проблем кај социјалните трансфери? Социјалните трансфери се недоволни. Односно, се некаде, ако ги гледате преку пари, некаде на почетокот од линијата на сиромаштија. Во нормалните земји тие ги излекуваат корисниците до линија на сиромаштија. Во нашата земја не е така. Например, едно 4-члено домакинство во првите 3 години кај нас прима околу 5500 денари социјална помош во првите 3 години. Потоа се изнесува 50% од тоа. Значи е сосема недоволно да му помогне да има некој минимум услови за живот. Вториот проблем, кој што е многу важен и кој што треба да се апострофира, е таргетирањето на социјалната помош. Овде гледате, останати примања од социјално осигурување, не се вклучени примањата по основ на пензиско осигурување. Ова е еден прокси. Значи, приближно ни укажува како се распределуваат социјалните трансфери во општеството. Во секоја нормална земја, овде ги гледате како се распределени домакинствата, 10 најсиромашни пода 20, после наредните 10 најсиромашни, се така доаѓате до 10 најбогати. Тоа е десната страна. Во секоја нормална земја, социјалниот трансфер треба да биде најголем кај овие сиромашните, во првата, втората група, третата група, а многу помал кај оние најбогатите групи. Во 2006, например, трансферот бил 13.000 кај најсиромашните, 5.746 кај најбогатите. Гледате, во 2013 година изедначени се. Тоа е добар показател дека таргетирањето на социјалните трансфери во изминатиот период е погрешно. И значи апсолутно мораме да имаме политики кои што точно ќе ги враќаат парите кај тие граѓани што најмногу им требаат.